Дали некогаш сте размислиле, господа од власта, дека на пример тоа што вие лажете дека е безбедно, а всушност не е безбедно, и ги лажете луѓето дека слободно можат да се движат по улица и слободно може да не им е страф од ништо, практично ги ставате луѓето во дополнителна опасност, бидејќи самите знаете дека не сте обезбедиле доволно општата безбедност од државата, а ги терате луѓето, ги убедувате дека е безбедно. И тие излагаат по улица, се шетаат и биваат нападнати, ограбени, избрцани, испукани. Ако не ги терате, сами ќе си ја проценат безбедноста, ќе си ја дома. Ама вие ги убедувате не бе безбедно и така ги изложувате на дополнителен ризик по нивното здравје и по нивниот живот. Како е безбедно? Ова е безбедно. Две групи со ладно и огнено оружје се пресметуваат во двор на клиничка болница. Во Прилеп доаѓа полиција со автоматско оружје. Тоа безбедно е. Па вие имате за 2 месеца две грозоморни убиства во кои што загинаа 6 луѓе. Па вие имате загинати луѓе на патна делница која што ја отваравте после 2 дена, загина цело семејство. Вие имате патна делница која што ја отворивте подма. Сабајлето имаше излетан автомобил со тешки телесни повреди. Па загинаа луѓе. И секој ден лета по една кола. Вие имате најголем број по хектаража на изгорена зелена површина низ државата. Вие имате во вашиот мандат 62 деца кои што загинаа во пожар во дискотека. Во вашиот мандат. Вас за 2-3 месеца ви починаа 15 новороденчиња. Кој е безбедно? Кој хибриден напад? Вие сте неспособни.